Денес правиме нов специјалитет, а тоа е свинско каре со пршута и гарнир. Останете до крај на ова видео за да го погледнете целосно овој рецепт. Најпрво започнуваме со свинското каре, ставаме зачин и истиот тој зачин го втриваме на месото, за да може покасно месото да го прими целосно зачинот кој го нанесовме. Исто така додаваме сенф, го премачкуваме со сенф, го ставаме во длабок сад, заедно со 10 до 15 мл бело вино, покриваме со алуминиумска фолија и оставаме 15 до 20 минути да отстое. Потоа, една главица кромит, сечеме на тенки лентички, 1 до 2 моркова ги сечеме на крукчиња, средна големина, следно неколку шампиньони ги сечеме на пола, а потоа на тенки лентички. Следно пола тиквица зелена, ја сечеме на пола, а потоа ги сецкаме исто на тенки лентички и ги тргаме на страна. На загреана тава ставаме путер, маслиново масло или масло за јадење, што преферирате повише тоа. Го ставате месото или свинското каре, само да добие боја, ништо повеќе, го префрлате во плех за печење. Во истата тава, кога ќе го испржите месото, го додавате морковот и оставате се додека не омекне делумно, не целосно, делумно. Месото го ставате во рерна на 15 до 20 минути да добие боја златно кафена и го тргате на страна. Потоа го додавате кромидот се додека не омекне. Потоа ги додавате шампиньоните се додека малку не ја променат боичката и потоа ја додавате тиквицата и неколку шери доматчиња, од прилика 5-6 се доволно, и пржите се додека не се соедини се убаво. Зачинувате по ваша желба. Потоа додавате 2 лажици барбекю сос и мешате се додека се не се спое убаво. Месото го премачкувате со барбекю сос убаво. И потоа додавате по 1 до 2 парчиња од пршутата. Тенка. Од прилика 150 грама едно пакетче сосема доволно и по еден лист кашкавал. Враќате во релна се додека не омекни кашкавалот или се додека не, ако сакате повише може да го ставите повеќе или да добие и боја кашкавалот, се едно, и потоа преминувате на сервирање. Се надевам дека овој специјалитет ви се допадна и дека ќе ви биде од корис. Доколку ви се допадна, обавезно го лајкнете, шерајте и исто така можете се претплатите на мојот YouTube канал Bokis Kitchen. Ви благодарам и на здравје!